Ја сваќаат ли граѓаните сериозноста на опомените од системот Безбеден град? Имено за 12 часа во текот на вчерашниот ден, односно од полноќ до пладне, биле испратени 22.600 пораки, за разлика од првиот ден кога беа регистрирани над 100.000 сообраќајни пречекорувања. Според информациите на МВР, најголем број од опомените биле заради возење над дозволената брзина. Во периодот од 2.12.2025 година, од 00 до 12 часот, се регистрирани вкупно 22.600 прекршоци, од кои 21.400 се за возење побрзо од дозволената брзина, 1000 се за поминување на црвено светло и 200 се за возење возило кое не е регистрирано. Иако на социјалните мрежи има различни реакции поради ловењето прекршоци во сообраќајот, сепак дел од граѓаните кои ги анкетиравме мислат дека овој систем ќе придонесе најмногу за намалување на брзото возење и ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот, но и дека се потребни казни. Дали мислите дека ќе има некаков плод? Мора да има. Иначе не може вака. Еве рекоа Секој ден се гине, на што личи ова? Граѓаните има реакции дека ако е дозволена брзината да биде 50, се води со 51 и им стига казна. Нека вози 48, што да ви кажам друго. 45 нека вози. Треба казни затоа што возат брзо сваро. Треба пропис на 50-50, ако е 50 барем води 45, а не 52. Со уведомувањето на системот би се намалиле. Толеранција би требало да има само мала, во примерот на некои европски земји. Побаво е да има ред него, што е ова, дивљачки се вози низ градов. Safe City системот засега е во тест период, а камери се поставени само во Скопје, Тетово и Куманово, а опфатени се и автопатите на коридорите 8 и 10. Министерот Панче Тошковски вчера рече дека иако првично беше предвидено да биде ставен целосно во функција од 1 јануари, можно е одложување и примената да почне од 1 февруари, а во меѓувреме да бидат направени и потребните законски измени.